следува нашата утринска тема. Тема која што многу е актуелна, особено во зимскиот период, но ние сакаме да актуализираме и во месеци кога можеби не толку многу нели се зборува за загадениот воздух. Дали нашите граѓани дишат загаден воздух и во текот на пролетните и летните месеци? Каков е квалитетот на воздухот во овој период од годината и зошто некако чистиот воздух со години наназад ни остана само ветување? Многу прашања на кои што верувам на дел ќе дадеме одговори, дел се уште ќе ни останат под знак прашалник, но се надевам и верувам дека ќе биде ова една убава дебата заедно со Јане Димовски, кој што ни ова утро гостин во утринската на Телма, наш познат екоактивист и дел од граѓанската иницијатива Шанса за Центар. Јане, добро утро. Добро утро. И благодарам што ја прифативте поканата да зборуваме за оваа тема безвременска, како што споделивме и пред малку јас и ти зад камери. Ајде вака ќе почнеме. Каков е квалитетот на воздухот во овој период од годината? Некако се занемарува овој проблем, со оглед на тоа што е нели беше пролет, сега тоа се уште е пролет, наскоро ќе ни дојде летото, високите температури, сонцето веројатно си го прават своето, меѓутоа дали во овој период од годината имаме денови кога е загадено, па можеби дури и екстремно загадено? Да, прво да ви се заблагодарам што вие многу често ни возможувате овде да зборуваме на темава и тоа е многу важно. За некако да стигнеме до некакво решение. Мислам дека во лето и во пролет не е толку загаден воздух, ако се спореди со зима. Тргнувајќи од тоа што најверојатно, односно по сите оние податоци кои ги има во јавноста, дека најголемото загадување доаѓа во зима поради начинот на загревање на објектите. Не дека нема и во лето. Има и во лето, може да видите некои денови. Сега тоа мислам дека зависи од оние прашини, ветришта кои доаѓаат така натаму, меѓутоа не е на тоа ниво како во зима. Мислам дека се чувствува тоа и еден фактор за тоа е што зеленилото тогаш нели се градот е раззеленет практично, разбудено зеленилото и тоа упива доста лепи тоа ни е пријател број 1. Да, дефинитивно, а го немаме и грејењето, односно издувните гасови. Грејењето е фактор број 1 за аерозагадувањето во нашата земја? Па, по она што го гледаме за Скопје, мислам дека е. Да, значи нема еден главен. Причинител, да. Да, причинител секогаш се многу повеќе тука и собраќа од индустријата. Меѓутоа грејењето зазема доста голем дел од тоа. Анализите покажуваат доста различни групи на објекти. За нас беше интересно кога ги попишавме, кога се обидовме да видиме колку државата и институциите се дел од решението или се дел од проблемот. За жал, ни констатиравме дека државата и општините со нивните објекти се дел од проблемот. Тие се исто така загадувачи. Да, затоа што имаме огромен број на јавни објекти кои се греат на нафта и на мазут во зима. И во Скопје се над 100, низ Македонија до сега најдовме над 700. Ако се додаде тука грејењето на домакинствата, индустријата, и доаѓаме до тој коктел. Има ли трошка надеж, Јане? Затоа што пред малку велиме народски остаревме со проблемов, така, меѓутоа со години се провлекува и се зборува, ама некако решенија многу слабо. Само од година во година се зборува за жал жртви кои што се дел, односно се за жал резултат на аерозагадувањето и тоа е навистина докажано не само во нашата земја, туку и во светски рамки, дека навистина како резултат на лош квалитет на воздухот може да дојде и до смртни случаи, особено оние кои што имаат нели здравствени проблеми. Да, таа црна статистика кај нас низ годините само расте. И ако гледаме од тоа што е преземено до сега и оваа статистика, нели не остава голем простор за оптимизам, ама овие проблеми не се решаваат со оптимизам или песимизам, туку со постојан притисок. И тука е нели вашата битна улога што цело време го одржувате ова прашање и во овие месеци, затоа што и ние сметаме дека ова е периодот од годината кога треба да се преземат мерките, кога треба да се ова е периодот кога нешто треба да се направи, да, така? За во зима да имаме резултат. Ако во зима само нели зборуваме, тоа е краток период, тогаш практично ништо не може да се направи. Имам чувство дека во зима само се жалиме, секој ден констатираме каква е состојбата. Скопје е на врвот на најзагадени градови во светот, а но работата треба да се заврши сега. Сега, она што постојаниот притисок на јавноста, на активистите, на медиумите го постигна до сега, е што, имаме неколку програми од пред година-две,
кои се наменети за ова. Например, има преку Светска банка проект кој што се спроведува преку Министерството за финансии за енергетска ефикасност во јавниот сектор, односно на јавните објекти. И тука како една подпрограма се повеќе болници ставено. Меѓу кои да се промени начинот на загревање и една од за нас, бидејќи сум од центар, нели клучните места е она клиника за физикална рехабилитација во Капиштец, која по сезона троши околу 150 тони мазут. Таа е во сред густо населено подрачје, веднаш над школото Киро Глигоров, основното училиште. И можете да замислите што све луѓето и децата дишат таму секоја година. И сега ова веќе проектот веќе 2 години, значи стои. Се надеваме дека во овој период конечно ќе се заврши и барем оваа институција ќе тргнеме од таа листа на загадувачи до престојна полека да се почне со елиминација. На друга страна исто се преку Европската унија, мислам, министерката уште во текот на годината најави дека околу 10 милиони евра се обезбедени за промена исто на начинот на загревање на повеќе објекти во 4 градови: во Скопје, во Куманово, во Битола и во Тетово. И тоа исто се надам дека поради изборите не е прекинато или техничкиот процес на овие проекти, дека тие ќе се избуткаат и барем нешто и од тие објекти. Без разлика на политичките власти или луѓето кои што постојано се менуваат таму, се надеваме дека проблемите, односно дека и тие новите кои што ќе дојдат ќе работат на решавање на проблемот. Ако се суди според програмите ни, ветувањата дадени за време на изборите, а кои планираме да ги држиме за збор доста сериозно, новата власт ветува дека околу 600 јавни објекти во текот на мандатот ќе им го промени начинот на загревање. Каква зима оставивме ја зад нас? Па прилично лоша беше. Мислам дека тоа зависи од климатските фактори, нели како ќе ни се погодат. Сме виделе зими кога не ни било толку загадено, имало некои ветришта кои доволе во Скопје, ако зборуваме само за Скопје. Оваа зима го немавме тој луксус и мислам дека прилично лоши услови имавме барем во еден месец. Услови кога дури Министерството констатираше оној праг на алармирање, дека во повеќе денови за ред. Чинам дека декември константно е нели најзагаден. Така, да, тие се зимските месеци, декември, јануари тука негде. Меѓутоа интересно беше што и покрај тоа Министерството што го прогласи тој праг на алармирање. Што значи праг на алармирање? Колку е кај нас дозволено? Затоа што ова често милувам да го споделам. Над 50 или 100 микрограм PM10, да. Во околу 3 дена мислам дека е постојано. Ако последователно 3 дена е толку, треба да се донесе... Министерството да го прогласува тоа и потоа треба да се спроведуваат оние планови кои ги имаат општините, односно градот Скопје и општините. За сите има тука предвидено работа и активности. И тоа се случи значи во декември 2023? Никому око не му трепна, бидејќи се случи тука непосредно пред Нова година и институциите малку не се подзаскрија за таа славеничка атмосфера, приќутеа и помина, да. Да, ова често милувам да го споделам. Тоа се итни мерки во моментот кој треба да се преземат, тоа долгорочно немаат некој голем ефект. Ти споделив и тебе пред малку за ситуација со Париз и кога имало нели ден или баш ден со 50 PM10 честички, била прогласена и вонредна состојба. Кај нас тоа некако веќе е со 100 PM10 честички 3 дена поред, кога е алармантна ситуацијата, повторно... Да, ништо не се случи. Ништо не се случува. Тука требаше да се затварат градилишта и полно други мерки има во тој план, меѓутоа ништо буквално не се презема на тоа. Големите градови скоро сите имале сличен проблем со загадувањето, меѓутоа под долгорочно или преземање на мерки се решаваат. Така. И сега ние уште го чекаме јунекот кој ќе почне да ги спроведува мерките. Овде прилично веќе не е јасна и сликата и мерки се издиференцирани. Што сметате дека најмногу може да помогне? Грејењето го споменавме како можеби клучен фактор, меѓутоа покрај грејењето верувам дека нели има и други работи кои што придонесуваат. Што првенствено треба да се промени во нашата земја за полека да пристапиме кон намалување на тоа аерозагадување кое што секоја година го имаме? Па во тие повеќе различни групи на загадувачи, ако ги земеме, за секој има нешто посебно. Кај индустријата би требало да биде контролата многу построга, за да видиме што тие испуштаат, бидејќи некои од индустријските објекти и според оние дозволи кои што ги имаат за работа, таму им е дозволено објекти кои се и во градот сместени, да користат како енергенс, например, петрол кокс. Тоа е така прилично загадувачки за урбана средина.
Во делот на домакинствата треба една сериозна програма со финансиска програма за да им се овозможи на домакинствата некаква помош за да го променат начинот на загревање, бидејќи голем дел од издувните гасови потекнуваат од домакинствата и односно од оние кои што се греат на дрва, па мислам дека дури во многу помал дел имаме на јаглен и на нафта во градот. Во делот на сообраќајот на очено му треба на градот јавен превоз. Ги спомнувавте велосипедските патеки кои што е еден барем сегмент кој можеби постепено се подобрува цело време во градот, но тоа ако наблюдувате ќе забележите дека е пред се на онаа оска од исток до запад, односно од Ново Лисиче кон Ѓорче Петров. Онаа оска север-југ, например, од Радишани кон центар, Бутел, Чаир, ти остануваат неповрзани велосипедски со центарот на градот. И сега каква алтернатива да им наложиме на луѓето, користат алтернативен превоз кога јавниот транспорт е недоволен, не може да ги прими сите тие патници, за велосипеди нема инфраструктура на секаде, еднакво. Така што има многу што да се работи. Да, има многу проблеми за жал. Што го прави Ново Лисиче константно низ годиниве да биде најзагадено? Па од тоа што стручњаците го имаат констатирано до сега, делот е дека и движењето на тие воздушни маси на ветровите оди натака, а и Ново Лисиче е малку на пониско ниво од останатиот дел од градот, па тука некако спаѓаат тие гасови. Имаше проекти за заменување на начинот на загревање на домакинствата во населбите околу населбата Лисиче, да. Што значи грејењето таму исто локално е, има многу фактори. Се работи на решавање на тој проблем или немате таква информација? Конкретно за Лисиче и тој дел? Да, јас колку што знам имаше преку UNDP им се овозможи на домакинствата да инсталираат инвертери и така натаму да ги заменат и сега тука дојде до еден незгоден период кога струјата страшно поскапе, да. Да. Па можеби дел од луѓето се вратија на тоа, но се надевам дека да, ова е еден системски проблем и треба нели огромен системски проблем ако видиме дека овие јавни објекти кои што ги спомнуваме, исто дел од проблемот е што Скопје град кој има централно парно грејење и уште не ми е јасно како може да имаме толку многу јавни објекти, значи тука се училишта, болници, градинки, државни институции, локални институции, агенции, секакви, и сите тие да не се поврзани на парното. Мене тоа се уште не ми е јасно зашто и како е дојдено до таква ситуација. И ако имаме предвид дека ако ги ставиме тие на системот на парно грејење, ако е тоа технички возможно, тоа треба соодветни инженери да го кажат, сите други корисници ќе добијат и поевтино парно, нели, бидејќи колку повеќе корисници има тоа, овие се големи корисници, така што една логична мерка според мене е таа. Можеме ли да земеме примери од Балканов, од соседниве земји, иако и Белград многу често е тука некаде со Скопје, кога ги прогласуваат најзагадените градови на светско ниво, меѓутоа што соседите позитивно прават, што ние би требало малку да го украдеме од нив примерот? Има ли воопшто такво нешто? Многу нешто позитивно не гледам дека се случува. Па во Србија јас тука го видевме оној план на српската влада уште пред 2-3 години, кога ги има означено овие јавни објекти кои ги зборуваме во цела Србија и определи еден значаен буџет за тие да се смени начинот на кој се загреваат. Например, во тој сегмент, да. Нешто се направи? Не знам, не сум во тек со нивните, да. Не треба толку да не интересираат другите проблеми, да видиме со нашите. Немаме некои шампиони големи во регионот, повеќе имаме практично цимери во проблемот со истите маки кои се соочуваат. Да, но ја не верувам дека тоа не треба да не теши, така дека ова е глобален проблем и дека во светски рамки аерозагадувањето е проблем. Меѓутоа, многу често, нели, кога ќе се погледнеме како Скопје, како главен град, дека сме таму и дека ние тоа секојдневно го дишаме и навистина, нели, не е убаво, особено за генерациите што ги ставаме зад нас и се трудиме, верувам, постојано да направиме нешто, така? Да. Воопшто не е ни до таа работа дали ќе бидеме ние пример за некого. Ова е едно одлично прашање, го гледам и така, на кое можеме да постигнеме успех. Нас ни фали хронично некаков успех. Да покажеме дека нешто организирано можеме да средиме, некој проблем. Во овој проблем е работа за која многу години веќе се разговара овде. Веќе многу работи се јасни и мислам со еден организиран напор и пред се со политичка волја овој проблем може да се реши.
и со тоа да добиеме едно прашање кое што сме го решиле. Знаете, може тоа да биде како што е песимизмот заразен, еден добар пример може да биде да потикне оптимизам и за многу други работи во општеството. И има ли оптимизам кај политичките структури? Јас кај нив гледам дали има волја, една... кај нив не е за оптимизам. Ако имаат волја, може да го решаваат проблемот. Бидејќи има и доволно стручни луѓе во Македонија кои се разбираат во оваа проблематика и кои Само може треба да се слушне нивниот глас во тие моменти. Треба се слушне гласот и приоритетот политички се гледа кога се прави буџетот. Ако тие не дадат пари за оваа работа, значи тоа не им е политички приоритет. Тоа го гледавме изминалите години кога политичарите многу зборуваа за проблемот, меѓутоа во собрание се гледаше како буџетот државен се намалува за ова. Па во еден период и оној план за чист воздух комплетно дисчезна од буџетот. Што значи дека воопшто не беше приоритет. Ќе биде ли чистиот воздух само ветување и следнава зима? Па не очекувам чуда до следната зима, но ако направиме неколку исчекори, еве во поглед на овие јавни објекти ги потенцираме постојано затоа што тие се најлесни за работа, практично за решавање. Тие се дел од една државна јавна структура практично, за која што вие не треба да се убедувате со нив, тоа не се собственици на домови, па сега дали имал пари или немал пари. Ако државата наложува, дава пари, тие се менуваат, тоа, мислам. И на тој начин можеме, например, ако ги смениме сите во Скопје... Тука не се ни сведува на прашањето дали сакаат или не сакаат, едноставно мораат тие за се општото добро. И мора да се променат во тој рок, имаат буџет за тоа. Експертите ќе кажат на кој начин тоа се промени и на тој начин, например, во Скопје можеме да го спречиме испарувањето од согорување на над 3 и нешто милиони литри нафта во сезона. А не знам уште колку стотици илјадници тони мазут. Што мислам сериозен чекор ќе биде кон намалување. Кон пристапување на решавање на проблемот. Јана, некаде сме пред крајот. Што се случува во шанса за центар? Верувам дека голем дел од работите кои што ги спомнавме сега се точки на кои што вие работите, се борите, го правите тој притисок, но на што сте фокусирани летниот период? Па на многу работи. Една од работите ќе биде оваа, која што темата за загадување не обединува со другите вакви независни иницијативи со кои што и за време на изборите баравме од партиите да зборуваат на темата во кампањата, а тие избегнуваат да зборуваат. Сериозно? Па не беше практично скоро воопшто спомнато ова. Проблемите од животната средина воопшто не беа. Ние мислиме дека се тоа прашања кои сериозно ги тангираат граѓаните во секојдневниот живот и во животот во нашите градови. Придонесува за квалитетот на живот генерално за луѓето. Апсолутно, така што ова е прашање во секој случај ќе работиме на ова. Едно значајно прашање на кое се посветувам исто така овој период ќе биде отпадот, исправувањето со отпадот, еден џиновски проблем нели на државно ниво и во нашиот град, проблемите со паркирањето, проблемите со бучавата и со урбанизмот во нашата општина. Така да имаме многу работа, за кои што граѓаните би биле благодарни ако се тоа се реши полека. Нашата работа е притискаме да нудиме решенија. Чекор по чекор, што се вели. Јане, благодарам многу за убавиот разговор и се надевам дека, како што и ти потенцираше, ние често зборуваме за оваа тема, уште почесто во иднина ќе даваме простор, затоа што само со притисок, веројатно во нашата земја, може да се променат клучните работи кои што придонесуваат за сите ние да имаме еден подобар квалитет на живот, затоа што сите ние го заслужуваме тоа. Точно така, исклучиво со притисок. Така, Јане, благодарам многу. Во остаток од овој ден, благодарам и на вас што не проследивте. Покусата пауза, веќе го погледнавте и Александар, тој ве очекува денеска во најновите вести во 8 часот и 30 минути. Останете на Телма.